24 часа не беа доволни специјалистите од Фондот за здравство да го решат проблемот со печатање на рецепти. Па така, денес е втор ден како хронично болните не можат да ги набават своите лекови. Медицински проблем со издавањето на рецепти нема, меѓутоа има технички проблем. Овие денови имаме чести прекини на мој термин, каде што не може да се издаваат рецептите. Например, вчера цело попладне, одсабајале 2-3 часа, повремено доаѓа, повремено се губи, така да имаме такви технички проблеми. Проблемот воопшто не е едноставен ниту за лекарите, ниту за пациентите. Поготово оние кои имаат дневна потреба на лекови и имаат акутни здравствени проблеми. Прекин во нивната терапија не смее да има. Може би алтернативата да пишуваме на рака во таквите прекини е најдобро некое решение, бидејќи сметам дека ниеден пациент не треба да вратен само заради техничка причина, не може да се напишат рецепти, односно компјутерите не работат. Во ваков случај, освен лековите да ги купат на приватно, граѓаните друго решение немаат, но некои тоа веќе ги чини многу пари, а некои, што е уште полошо, тоа и не можат да си го дозволат. Тешко ќе може да обстана така. Става особено старите луѓе, пензиите едва да преживуваат, така ли се лекови кои се многу скапи. Па, лошо по-лошо, дупло. А што ќе прави? Мора. Ако мора да купува. Ептен скап. Ептен да ти кажам. Ќе биде сигурно. Ако е на рецепт поевтини, во секој случај. Големите реакции ги принудија надлежните да реагираат најброгу што може. На проблемот интензивно се работеше и во текот на попладневните часови. Софтверот е оспособен и издадените рецепти можат да се печатат. Известија од Фондот.